Синоќа во киносалата пред Домот на културата Иван Мазов Климе се одржа манифестација Избираме спортист на годината за 2021. Сојузот на спортови на град Кавадарци претходно ги собра сите предлози од клубовите, односно спортските колективи, за поединечни и екипни достигнувања. Клубовите предлагаа јуниор, сениор, тренер и екипа. Врз основа на пристигнатите предлози, стручната комисија направи рангирање врз основа на постигнувањата во 2021 година. На синокнешната манифестација беа доделени награди во неколку категории: таленти, јуниори и сениори. Беа доделени и специјални благодарници на Друженијето за спортски риболов Оскар за организација на Балканското првенство во риболов на пливка на Тиквешкото езеро, за тиквешките точакџи за извозени 950 км за 7 дена на велосипед во рамките на проектот Од срце за Тоше, на Меридијан Атлетик Еко клуб за развој и популаризација на маратонското трчање, на доктор Бошко Илиев за промоција на спортско-рекреативното пливање за повеќе од 100 испливани маратони и промоција на македонските езера, на Општинскиот сојуз за училишен спорт Кавадарци за планинарската патека Љубаш, награди за трајни вредности за 60 години на планинарското спортско друштво Орле и 30 години на навивачката група Лозар и Исток и за најактивни ветерани на ветераните на кошаркарскиот клуб Тиквеш. Беа доделени неколку плакети и тоа за посебен придонес за развој на спортот во градот на градоначалникот Митко Јанчев, за успех на годината на Љубица Бошкова и Анастасија Тодорова за освоеното злато на FIBA Челенџот до 16 години во Тбилиси, Грузија, на Страхиња Симиќ како најдобар странец во кавадаречките клубови, а тој е член на градскиот раководен клуб Тиквеш, на Миле Масларков како најдобар спортски работник, за настана годината прогласен е пласманот на градскиот фудбалски клуб Тиквеш во првата лига, а плакетата за трајни вредности ја доби најдобриот спортски новинар Мики Виденовиќ за 15 години спортска емисија Спортодром на програмата на КТВ телевизија. И на крај беа прогласени и најдобрите. Машки колектив е кошаркарски клуб Евроникел, а женски колектив е кошаркарски клуб Трокал. Најдобар тренер е Никола Златев, тренерот на Трокал и селекторот на женската репрезентација до 16 години. Најдобар млад спортист е Олгица Орешкова од кикбокс клубот Будо, а спортист на годината е членот на кикбокс клубот Кавадарци Филип Ризов, кој беше петти на светското првенство во Италија, освои бронза на светскиот куп во Будимпешта, а освои сребро на Балканијадата. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.